Премиерот ги повика СДСМ и Левица да ги повлечат илјадниците амандмани да овозможат да се донесе нов изборен законник. Бара националниот интерес да се стави пред партиските пресметки. Повтори дека се подготвени да прифатат дополнителни измени во делот на изборната постапка и поднесувањето на жалби, но нема да отстапат од предлогот за електронско гласање на дијаспората затоа што целта еден ден тие да се вратат дома, но има и економски мотиви. Ние сега трошиме милиони евра, праќајќи луѓе од Министерството за надворешни работи и од другите институции да бидат наблюдувачи и да го спроведат процесот на гласање на дијаспората кој што не е успешен. Бидејќи нормално во Австралија треба вие да летате по 10 часа натаму наваму за да го стварите своето право. Истото и во Канада, и во Соединетите Американски држави, па и во Европа. Ако сакате, можете истото да го анализирате. Социјалдемократите пак му вратија дека тие не ја спречуваат дијаспората да гласа, таа гласа и сега. Спречуваат да се протне закон кој отвора простор за изборен грабеж. Сака шверцерски да се воведе електронско гласање на дијаспората без соодветни механизми на контрола, проверка и гаранција за тајноста на гласањето. Без да се гарантира дека гласот е даден лично, со можности за злоупотреба од ВМРО, со притисок, со присуство на други лица и злоупотреба на идентитетот на гласачот. Тренчевска го повтори партискиот став дека нема никаква причина ова решение да се носи на брзина, затоа што е предвидено да се применува дури од 2029 година. Сметаа дека има доволно време владата да го повлече предлогот, да отвори вистинска јавна дебата и да обезбеди политички консензус за изборни правила што ќе имаат доверба кај сите.